Здраво, Македонијо! Тажен ден во Обединетото кралство, шок во кралското семејство, траор по улиците на Лондон. Не поради тоа што принцот Ендрю беше приведен како дел од она Епштейн афера, не, туку поради нешто многу пострашно, многу поотровно за оваа стара светска демократија, за некогашната империја, а денес држава и влада на која еден СДС не и верува. Велика Британија од денес не е повеќе велика. Готово е со таа титула. Лажна е таа круна. Не проаѓа бенивниот збор кај Филипчевци. Но пред последната траорна епизода, малку предисторија. Се започна лани во мај, после подпишувањето на договорот за стратешко партнерство, односно економска соработка меѓу Македонија и Обединетото кралство. СДСМ тогаш обвини дека владата на Република Македонија прифатила да сместува одбиени за азил од Британија на нашата територија, односно да прифаќа мигранти од Велика Британија. Оваа шпекулација беше демантирана и од британскиот амбасадор Метју Лосон уште лани во мај, ама на бихачка око не им трепна и тргнаа. Премиерот Мицковски избегна да одговори на конкретното прашање, а тоа е следново. Дали дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство вклучува и можност Македонија да прифаќа мигранти? Ова е мај 2025-та. Премиерот Мицковски им одговори дека нема такво нешто, ама браќава беа упорни. Па мораше да им одговори и британскиот амбасадор лично. Сама друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Мај 2025-та, не заборавајте. Сакаше човекот да биде јасен дека не се работи за тоа за што шпекулира од СДС. Ама немаше разбирачка. Сега, кога веќе британските медиуми и политичари зборуваат за широката соработка во делот на миграцијата, молкот станува аларм. Немаше молк, туку имаше јасни одговори од самиот старт. Ама нели, ако се каже напрез дека има алармантна состојба, народот ќе си рече: да бе, овие се познати како кажувачи на вистината, ајде веднаш да им поверуваме. А вистината на тема миграција во стратешкото партнерство меѓу Македонија и Британија е во следните детали. Драго ни е што како дел од договорите, како дел од ова што ќе се подпише, земјата се согласи дека ќе се приклучи кон заедничката мисија во однос на мигрантите, но тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди. Значи, нема прифаќање на мигранти од Британија. Има полициски сили за бранење од миграција на нашата јужна граница, за да не им доаѓаат после на браќата британци на островот тие што ќе ја пројдат нашата граница, па да не знаат тие што да прават со нив. Мислам дека е јасно, ова го знаат сите. Односно, не баш сите, бидејќи во мај 25-та го чувме и ова. Затоа денес јавно пред граѓаните ја прашуваме владата. Дали сте подготвени во иднина да прифатите мигранти во Македонија во зона за сместување? Тако речи, дали ќе има кампови за мигранти, народски кажано. Сите чинители кажуваа не, наши од Британија, ама СДС си тераше. Која е таа Британија бе да им противречи? Следната епизода на оваа тема беше неколку месеци подоцна, поточно во декември минатата година, кога буквално истите тие позиции од мај 25-та беа реобјавени во британскиот медиум во еден поширок текст кој беше критички насочен кон премиерот Старич на Велика Британија. Значи, британски новинар пишува за британскиот премиер и се спомнува миграциона политика на Британија буквално во ист контекст како во мај 25-та, шпекулирајќи дека Британија сакала некаде на Балкан да носи луѓе кои ќе ги одбие за азил. Се разбира, тоа не беше пречка на бихачка уште еднаш да пробаат да ја запалат рајата, иако веќе имаа деманд од амбасадорот на Велика Британија во Македонија. Овој пат беа пожестоки. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, граѓаните во Македонија се во шок. Власта на Мицковски подготвува антидржавно и национално предавство. Угледни британски медиуми како The Times пренесуваат дека владата на Мицковски е во разговори со Велика Британија за Македонија да стане базна дестинација за враќање мигранти. Сите лаги зад кои кујните на ДПМН и владата се обидуваат да се сокријат се потопени во вода. Да повториме. Текстот на кој се повикуваат е истиот од мај 2025 на некој си британски портал. Контекстот ви го кажав. Демантиран беше од британската влада, во чие име зборува амбасадорот на Британија. Ама не, во шок биле граѓаните, лагите биле потопени во вода и така натака. Народот е вознемирен и со право.
Криминална власт, заробена во корупција која секој ден ги лаже граѓаните, се договара зад грбот на народот за штетни договори. Ова, почитувани, е сериозна национална и државна тема, врзана пред се за безбедноста, стабилноста и иднината на државата. Народот вознемирен, власта криминална, безбедноста и иднината на државата загрозени. Толку им се допадна да ја спасуваат Македонија од непостоечките мигранти што Филип ќе отиде чекор понатаму. Почитувани граѓани, ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Сите овие изминати денови бараме да одговорат дали е договорен план за превземање мигранти, дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој, дали ќе им се обезбеди работа, дали потоа ќе добијат македонски пасоши, дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови. И како што гледате, одговор нема. Вонредна пресконференција свика бидејќи работата е сериозна. ВМРО ја издало Македонија. Ке сме земале мигранти, ке ги вработиме, ке добијат пасоши. Зошто да гласаат за ВМРО против СДС? Ке добијат станови. Од СДСМ прашувале, одговор немало. Иако вистината е следна, одговор имаше и од премиерот, и од председателот на државата, од министрите за внатрешни, надворешни, од кои уште не. Ако веќе не им беше доволен одговорот од британската влада и не преземавме мигранти од Британија, не ги вработивме, не добија пасоши, не добија станови, бидејќи такви одбиени од Британија мигранти кај нас нема. Ама имаше вонреден прес за вие да бидете загрижени. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Во јуни? Па сега сме март, значи за 3 месеци. Што уште ли загатна во овој вонсериски глуп прес Филипче? И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ке има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите, Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот мигранти за пари. Избори ќе имаше напролет, па после тоа ќе дојдеа мигрантите. Исто како и литиумот во Србија, вели. СДС тогаш беа во кампања и против Вучич паралелно, па затоа звучува како биполарец навлечен на литиум. Ама запомнете, избори деновиве, па доаѓаат мигрантите, бидејќи пролет иде. Македонија е предадена! ВМРО ДПМН не може да дозволи пред избори народот да дознае дека ја издале Македонија. Сака да замачка очи на народот, да го изврши ова страшно дело, за по изборите да се обиде да си добие уште 4 години власт, за да има време да ги избрише трагите на една од најголемите измами што граѓаните на Македонија ја доживеале во својата историја. Председател на партија излезе на вонреден прес и тврдеше дека избори ќе имало пролетва. За после да дојделе мигрантите, па да се избришеле трагите од нив. Како бе ќе избришеш траги од 20.000 луѓе, колку што велевте дека ќе дојдат? Како? Ајде, нале што нема врска ништо од кажаното претходно. Како се бришат трагите од 20.000 луѓе? Поради сето наведено, ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци, да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО ДПМН. Опа, предавничишча станаа ВМРО-вчишчава. Венко ќе ја спасува Македонија од ВМРО поради мигрантите. Дури и името не го посеверџануваше во тој период. Оние кои го сменија сега ќе ја спасуваат само Македонија. Од кого? Од ВМРО. Уште да кажеше никогаш северна. Смејте се, ама пред 3 месеци луѓе ова се случуваше. Македонија мора да се одбрани. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН поради своји лични интереси ја издаде Македонија. Нема лабаво. Спасителот Венко затоа е тука. Да ве чува од мигрантите со онлайн петиција. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. Ќе следат и следни чекори. Ги повикувам сите граѓани. Помогнете да ја зачуваме нашата татковина. Помогнете да ја зачуваме безбедноста и иднината на Македонија.
Доколку власта го игнорира овој чекор, ќе следат други посилни чекори. Точно, онлайн петиција најави револуционерот Филипче, откако претходно и соопшти на јавноста дека сме предадени браќа. Како Гоце Делчев, Христо Узунов што биле предадени, така и Венко, кој ќе ја чуваше безбедноста и иднината од стратешките британски мигранти беше предаден. И кажа дека ако власта ја игнорира петицијата, ќе следат посилни чекори. Ама не власта, туку народот го игнорираше овој чекор, бидејќи народот е actually писмен. Опозицијата објави петиција против прием на мигранти. Македонија да не стане периферија на Европа. Иницијативата на СДСМ е насловена како одбрана на Македонија, а повикот за мобилизација завршува со зборовите: време е за акција. Собирањето на потписи оди преку интернет на веб страницата peticija.mk, а целта е да се соберат 50.000 потписи. Ќе покренеме за почеток иницијатива онлайн против ова. A few moments later. потписи од планираните 50.000. И ќе речеш тука завршија со мигранти за пари. Не бе, батка, ни ова не им беше доволно. Ни тоа што британците кажаа дека нема врска темата. Пак си продолжија. Еве дел од насловите на нивните јавни изјави и соопштенија на оваа тема во овој период. Следи криза, избори и мигранти за пари. Па нападите врз него се зголемиле после договорот мигранти за пари. Уште еден доказ за мигранти за пари. Дури и Јон Фрчковски бил критикуван за да не се зборувало за мигранти за пари. Предавството мигранти за пари. Лажни анкети и паника поради темата мигранти за пари. Нов доказ мигранти за пари. Некако и железницава стана дел од ова. Па повторно предавство во собранието мигранти за пари. Па уште еднаш предавство, многу предавства мигранти за пари. Па власта брзала со избори за да го протне проектот мигранти за пари. Па пагал не име рамен. Ама стопат и кажа на лага, не само што не стана вистина, туку и ваква лага лесно бе се демантира. Еве дојде пролета за 8 дена и некако с пролеча ја не гледам баш мигрантима по улицима за парима пуно што су шетали. Просто времето секогаш докажува што е вистина, што е лага. Што мислеа пред 3 месеци, не знам. Како ќе се вадат од таа тема дека ќе има избори и мигранти, кога нема ни избори, ни мигранти. На вистина не знам што мислеа. Но не доаѓа само пролета, туку белјата секогаш доаѓа во пар. Па пред неколку дена ги попари уште еднаш лично британскиот амбасадор, кој од мај лани, еве јас овде им го пуштав честопати кога ќе заверглаа на оваа тема. Метју Лосон даде интервју за секогаш ценетата колешка Лепа Џундева и магазинот Европат на телевизија 24 во кој го кажа следното. The idea that this has somehow morphed into an agreement of migrants for money, I can tell you and your citizens, is simply not true. The components of the strategic partnership are all separate. We are both sovereign governments making agreements on each of the components, and the idea that the British government would do something that your government was uncomfortable with is absolutely not true. And there is no agreement, and there never has been, on migrants for money. So there's been a lot of noise in the media about this. I'm really grateful for the opportunity to sort of clear this up for the benefit of citizens. But the idea that we would sort of offer a partnership and then require you to take migrants is simply not true. That's not what the Joint Migration Task Force does. The Joint Migration Task Force is about upstreaming intelligence cooperation. Citizens won't see a lot of that. That's not going to be sort of very visible. It's about police forces working closer together. But unfortunately, this has been spun into rather a political story, which has caused a lot of concern amongst citizens. So I think it's really important. We British are very straightforward. If there was something to tell you about that, I would be telling you and citizens of this country about it. Не е вистина, вели, за мигранти за пари. Апсолутно не е вистина, вели амбасадорот на Британија. Не постои, немало и нема да има таков договор. За жал, вели, беше претворен ова во политичка приказна, ама е simply not true. И еве предлог за име, ако СДС беше музичка група. Британија ги има Simply Red, ние ги имаме Simply Not True. Попара ги направи човекот, ама сами си го бараа, јебига. И после ова торпедирање од британската кралска морнарица кон гумениот душек наречен СДС, изјава даде и премиерот, во која рече дека
Филипче со месеци лажеше за мигрантските кампови и дека демантот на британската влада е урна приказната на СДСМ. И наместо да се скрие во некој мигрантски камп и да ги чека изборите оваа пролет кој најавуваше дека ќе се случат, спасителот на Македонија од злите мигранти не можеше да седи мирен. Па и тој напиша: Мицковски лаже. Никогаш не сум зборувал за мигрантски кампови. Никогаш. Никогаш не спомнале тие мигрантски кампови. Какви мигрантски кампови, зашто вие зборувате? Мислам, што вие луѓе? Се укажува на тенденциите на британската влада да во Македонија, но и тука во регионот на Балканот, во околните земји лоцираат, што е сега на ниво на спекулација, некакви кампови за мигранти. И тука многу сериозно владата треба да излезе и да каже. Не може премиерот да спинува и да кажува нема да има илегални мигранти. Ке има ли легално донесени? Не може спинува и да кажува дека нема да има кампови. Некакви кампови за мигранти. Кампови. Македонската влада, која неколку дена престојуваше во Велика Британија, избегнува да даде одговори на клучните прашања кои го потресуваат регионот, а тоа е дали и што е договорено во однос на прифаќањето на мигранти и отварањето на мигрантски кампови во Македонија. Кампови. Некакви кампови за мигранти. Мигрантски кампови. Не може спинува и да кажува дека нема да има кампови. Со гајда, еве со шкотска гајда да ги жалиш и пак нема да е доволно. Фатени 200-0 во лага. Што ке прават? Сигурно нема да се скријат и да молчат. Ке продолжат со спасување на Македонија од ВМРО, која била фейк ньюс партија, вели Филипче, кој предмалку беше демонтиран како извор на лажни вести. И ќе ја спасуваат Македонија овие од камповите од Мицковски кој лаже многу лаже. Бидејќи досега се покажа дека ако напишат 7 пати многу лаже, тоа автоматски ќе стане вистина. Како изборите оваа пролет, имигрантите во јуни. Зашто? За пари. Чудесно, но вистинито во нашата мила сакана Македонија, која што се нема истрпено досега, пак ќе ги издржи и нив. Ама за Велика Британија, која беше уништена од недовербата, која Венко и екипата ја имаат за неа, не знам, Бога ми, Британија, дали и како ќе преживее. Тоа е состојбата на фронтот денес, драги мои. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со Јанаки Митровски, адвокат без влакна на јазикот. Ке биде интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. После бајаги време повторно имаме еден гостин со кој што е секогаш интересно и за мене, ама верувам и за вас, да се скрши муавет на разни теми, особено оние од неговиот професионален делокруг. Адвокат Јанаки Митровски, добро вечер, добре дојде. Добро ве најдов, ти благодарам Богдан на поканата. Адвокат без влакна на јазикот, тоа е... Па, веројатно е тоа прецизно представување. Кратко и јасно. Сакам да започнеме од една од поинтересните теми од изминатиот период. Долго време се зборуваше на темата избор на нов републички јавен обвинител. Конечно се случи изборот, односно владата одбра еден од 4 кандидати кои што Советот за јавни обвинители ги достави на разгледување. И можам да забележам на твое задоволство беше избран судијата и поранешен обвинител Ненад Савевски. На што го темелиш оптимизмот дека судијата Савевски ќе биде добар републички јавен обвинител? За волјата вистината не е, нели, тој се уште избран формално, но меѓутоа се нели, со оглед на фактот дека собраничкото мнозинство е доста стабилно, има, не знам, 75 претенции, тоа е повеќе од известно, мислам дека ќе се случи по најава на владава следнава недела, така да тоа е само формалност фактички. Види, ќе ти кажам, од 4 кандидати кои што беа, ако за сите имам високо мислење, ако исклучиме колешката Ленче, за која што нели владата најави дека нема шанси да даде поддршка, а јас не сум човек кој што лицемерен, кој што прави лици, и незе лично сум ми кажал, сме се сретнале дека сега оди со глава од зид, знае дека нема да добие поддршка и мојот впечаток е дека се кандидира да ги нервира, иако тоа го негираше, мене ми е Ленчо многу драга колешка. Останатите се одлични квалитетни кадри, но зашто најмногу, сега знаеш како глупо е сега да кажам дека ми бил фаворит, не сум имал посебен фаворит, но
А зашто сметам дека е тој најсоодветен избор? Затоа што не од понудените, ако исклучиме Ленче, која што била предвреме дисквалификувана, како судија е уникатен во тоа што бил единствен кој што до сега, барем, јас не знам друг таков пример, кој што до сега не се воздржувало тоа да крене глас против некои неприлики во правосудството. Значи, гласно коментирал и кога била претходната владеачка гарнитура, и сегашната владеачка гарнитура. Имаше еден потек кој што мене многу ми се допадна, а тоа е дека тој за само еден глас извиси да стане нов директор пред година и половина, две, нов директор на агенција на Академијата за суди и јавни обвинители, го оспори на управен суд, што знаеш како ретко кој има таква храброст. Генерално се доживуваше дека е колешката која што избрана фаворит на владата и кај нас малце тоа се прават и фами околу тоа и се има одреден страв да се противат, но внимај добро, тој не ја дисквалификуваше како некадарна, туку на процедурата се жалеше, но имаше храброста да го стори и во неколку наврати беше многу гласен и неговите ставови дека судството само си ја сузбива моќта и така натаму. Мене многу ми се допадна, искрен ќе бидам, беше за мене изненадување. А и за повеќето, да не се лажеме, повеќето од фелата сметавме дека ќе биде женско. Тоа не се покажа така. Реално, из ова трпам многу критики, меѓутоа реално од другариве, нели? Но реално владата изигра доста добро и за нејзе и за сите нас, затоа што подржа кандидат кој што не можете да му прикачите некој партиски бекграунд, значи сега како што можете на некој од другиве кандидати работеле ваков или онаков предмет кој што бил близок до ово или до оно, имале функционери во фамилија и така натаму. Овде тоа не можете да го прилепите и сега владава и владачка партија си излегува на чистина, велат еве, сега ние нашево во смисла го сторивме, поддржавме непартиски кандидат кој што не може да му залепите партиска етикета. Во корелација со тоа види ги и реакциите на главната опозицијска партија СДСМ, дека умерени се и предпазливи. Воопшто не фрлаат со дрва и со камења, велат дека сме резервирани, да ја видиме неговата работа, нешто што јас би ти го кажал. Се разбира. Значи, јас, нели, нормално дека не даваме бланко поддршка, јас сум резервиран оптимист, но искрено сум го познавам судијава, сме соработувале, значи сум многу среќен за неговиот избор. Колку е функцијата републички јавен обвинител независна функција? Бидејќи тебе те бира парламент, нели? Те бираат пратеници, те бира една политичка гарнитура која што составила некаква влада и од која што па политичка гарнитура се бараат и реформи во правосудниот систем, меѓутоа не само реформа како гола реформа, смисло на усвојување на некакви мерки нормативи кои што ќе го подобрат функционирањето на системот, туку и, нели, граѓани си бараат отчетност на варијанта, окей, критикувавте за разни случаи, тврдите сте поднеле кривични пријави, сум слушал дека над 100 има поднесени и дека огромен дел од нив се заталкани во лавиринтот и на крај, нели, граѓаните логички е да бараат од владата резултати од работата на републичкиот јавен обвинител. Како во оваа спрега може да функционира? Имаше друга малку поинаква дефиниција, дефиницијата на сегашниот закон е дека е самостоен орган. А колку е независен, види сега и да го пишеме во закон дека е независен, фактот дека владата ве предлага, ве бира собранието, односно владеачката гарнитура, секогаш ќе остава простор да си има сомнеш дека е тоа под одредено влијание. Нема и дали тој сомнеш е негативен? Сам да кажам друго, во некои земји претседателот на државата назначува обвинител. Треба да се даде шанса, конкретно на колегата Савевски, јас апсолутно му давам шанса, затоа што ајде да го споредиме со претходните обвинители. Љупчо Коцевски, анонимус, тотален, прво види, анонимус, кога ќе кажам, не треба тој да биде популарен пред телевизија. Меѓутоа, него ни фелата не го знае. И нема зашто да го знае, човекот никогаш не бил обвинител. На 38 години, за прв пат кога јас на 38 години сум имал веќе години изградена кариера, тој станал виш јавен обвинител. Значи, и тука многу сакам да направам, ајде да
Ќе одиме и поназад, јас немам проблем со тоа. Марко Зврлевски човекот е почина, значи за Јовевски беше претходно. Јовевски, извини, исто така Хајлендер, значи го преспа својот мандат, и си го гледаше како одскочна даска за уставен суд и среќа тоа никогаш не се случи. Значи буквално го преспа својот мандат. Зврлевски за мртвите само најдобро, но факт е дека беше партиски извршител на претходната гарнитура на ВМРО и сега да не ги редам до легендарната изјава на Прчевски, последната будала што се нафатила на оваа функција. Меѓутоа, ајде да направиме компарација со претходниот државен јавен обвинител. Ние сега имаме предлог на кадар кој што е школски пример на она што мојата покојна мајка, кој што исто така беше адвокат, кажуваше како треба да изгледа судија. Затоа што внимавај добро пред мајка ми работеше во некој време кога немаше академија и кога се бараше само 5, па го намалија на 3 години искуство. Значи, јас знам примери на сегашни врховни судии кои што се станати врховни судии од претходно работно место правник во осигурителна компанија. Тоа е незамисливо во една нормална земја. Сега има законски измени, мора академија, тоа и не е возможно, но бидејќи е Ненад Постар, значи бил, види моја биографијата, бил приправник, па бил стручен соработник, па после тоа, ако не се лажам, и во обвинителство бил стручен соработник, па станал обвинител, па и така натаму, па после тоа го сменил дресот условно во судија, па во организиран криминал, што се смета за свое видно прогресирање во рамките на самиот суд. Значи, степено напредувал, не му се катапултирала кариерата, што е само уште еден показател дека нема партиски бекграунд. Така да во тој дел многу малку чим, па ќе ти кажам, најдобар показател ветува изборот, ветува изборот и чим главната опозицијска партија нема забелешки, не фрлат дрва и камења, за мене тоа доволно говори. Еден предмет ако отвори против некој нивни, веднаш ќе почне со тоа дека е политички избори и така натака, но не се, да те вратам малку на изборот во Советот, таму еден кандидат отпадна. Ме интересира твоето мислење за судијата Панчевски, тој беше одбиен од Советот за јавни обвинители со објаснување дека немал, тие така го читаа законот, континуитет во, односно во моментов не бил активен во правосудниот систем, иако во законот, па кога е во прашање избор на виш јавен обвинител, експлицитно се потенцира дека се бара непрекинат стаж до моментот на, како беше сега точно формулацијата. Види, ако сакаш, чисто да ти кажам, дека тука постои и дискриминација да се дисквалификуваат адвокати и професори по право, кои што не можат да се кандидираат на таа, порано не беше така. Професор не сме? Не може? Не сум сигурен, меѓутоа мислам дека не сме, треба да си со судија или обвинител со 10 годишен кадар, но порано не беше така. Порано и адвокати можа со нормално одредено искуство да се кандидираат. Веројатно е проблемот тоа што ние работиме по слободарска, односно по независна функција. Не можам да те лажам, со Панчевски прво не сум имал многу контакти, но немаме некоја голема љубов. Приметив на социјални мрежи дека му даваш поддршка, но за мене тоа е една од тажните приказки на македонското правосудство. Тој може сега крокодилски солзи да рони колку бил прогонуван. Беше дел од едно мрачно, за мене мрачно време и кога истиот беше партиски извршител, така да јас не гледам со симпатија на тој човек, што не значи дека треба да го дисквалификуваат заради тоа. Не сум па ни јас убеден, како и тебе, дека баш така треба да се толкува, но од друга страна, знаеш како сега може имаат настапени услови да си ја избрише пресудата, меѓутоа са човек кој што е осудуван на казна затвор да биде јавен обвинител, ја мислам дека ни владата немаше да му даде поддршка, дури и да Советот јавни обвинители да го поминеше тој филтер, затоа што тоа би им носело огромна политичка штета, а дали е или не, еве, одлуката на Советот е таа и тоа би го почитували. Нели, имаме различни мислења за различни луѓе, но тука сме разговараме за нив. Например, јас за Ленчо Ристовска, низ призма на работата во СЈО имам неиздвоено мислење, бидејќи мислам дека тоа мислење е споделено од доста тоа е легитимно. Лела Кадриу седеше тука, нели, ми раскажуваше Лела Кадриу каснеше 9 години со нејзините изјави дека не е тоа така, затоа што Лела, знам и беше шефица на ОЈОТ-то, исклучително пријатна жена, значи комуникативно, ја сум уживал со социализирање кратко, знам неколку пати што сме имале со нејзе, меѓутоа не ја говори вистината, затоа што таа беше
не беше ни 2 месеци у СЈО, така да тие приказки се по мое мислење измислени. Мислиш дека не може за 2 месеци да се видат тие работи? Не е било никогаш тоа дека она дошла за нова година, затоа што не дошло до нова година. Тоа само ти го кажам, меѓутоа. Не, нема, датумите се покупуваат, тие се во провери. критика, мислам дека одма нејзи уште една обвинителка веднаш, не беа ни 2 месеци, веднаш ги тргнаа, нели почнаа да работат, ако не се лажам, меѓутоа пак ќе ти кажам, са better late than never, тоа можеш секогаш да го кажеш. Мене тие приказки после 15 години, да, баш требало да биде храбра да го каже тогаш, како што била храбра да му се спротивстава на Оливер Спасовски, не заради тоа ја смени, а не заради други работи. Имаше предмет еден во Тетово малце специфичен, значи не ја говори баш вистината, но види, јас за Лена ти зборам, вака ми е драга колешка, јас знам и пред да биде во СЈО, и јас можеме ти најдам 1.000.001 забелешка за работите на СЈО. Она може би вака персонификација са тие глупирања, Чарлиеви ангели, снимање документарци, може би така па јаше повеќе во. Не ти делуваше тебе СЈО дека е маша на политички центар на Мокеве, да не речем. Од денешен на конкретно на СДСМ не, повеќе би рекол дека е настрански фактор. Добро де. Кој што имал СДСМ била еден од тие во маши. тоа време беа водени од човек и беа изгубени во време и простор кој што веројатно би се нашол само во Горни Милановац, но мислам дека многу повеќе беа на производ на притисок на странците, меѓу другото и на таков начин да се тргне тогашната гарнитура на ВМРО ДПМН, не дека немало и кај ни фалинки кои што требало да се таргетираат, меѓутоа од друга страна немој да заборавиш дека сите 4 големи партии го гласа формирањето на СЈО. Добро, и Катица ја изгласа. Ја изгласаа Катица и значи беше промашен концептот 18 месеци, беше наменски, са тоа е. Прво беше неуставно СЈО како Види се, не знам уставен, мислам дека се произнесуваш околу тоа прашање, ние можеме да говориме дали бил или не бил уставен СЈО, меѓутоа прво изборот на прв човек кој што треба да го раководи беше погрешен и немој да заборавиш дека како здружно беше формирано, така здружно беше и угушено СЈО. Тоа е така, добро. Меѓу другото и со поддршка на СДСМ кој што во голем дел благодарение на СЈО и дојде на власт. Затоа што таков тип на обвинителство пред се финансиски независно не одговара на ниеден политичар. Да, и Катица ги знаеме, ти извештаите финансиски пред собрание, викаше немам намера да ви образлам. И жената имаше многу низок капацитет тоа. И дека за нејзе сите биле нелегитимни, само таа била легитимна, не се. Денес е како што е. Ама како интервенција во правосудниот систем, бидејќи тогаш беше тоа странска интервенција во правосудниот систем за Македонија да е подобра подемократска држава дрн, односно да има смена на власт, промена на име и влез во НАТО. Се согласуваме околу тоа? Во делумно да, во делумно како да сакаш да го заборавиш фактот, дека факт е дека тогаш ВМРО ДПМН имаше цврста контрола на македонското обвинителство преку. Не, само да довршам прашањето. Јас за оваа теза. Не завршив, но дали со политичка интервенција може да се спречи политичко интервенирање во правосудството? Тоа ми беше тезата. Види, знам за која страна навиваш, све тоа во ред, значи и тоа е за нормално. Македонија, брат, реално. Сега во ред, но прокси политички играчи кои ме прекинуваш кога сакам да кажам тоа што е тоа што исто така важно, да, преку Марко Зврлевски и останати експозитури, Гордана Гешковска се пензионираше, влакно не и фалеше, значи има го држа, значи за гениталии македонското обвинителство, така да две страни има паричката, не можеш само еднострано да го толкуваш. Наменски можеби идејата беше добра, но реализацијата беше еднострано. Затоа што види, ако имало политичко мешање во правосудство, сега со ново политичко мешање преку странци, манци, СДС, не знам, Заев, реформаторот и така натаму. Во тој случај, во тој случај со прашање да ти одговорам, во тој случај што е овако Гешковска да го наследеше Зврлевски на прво. Не знам, да ни треба странец обвинител некој од Германија. Странец обвинител е веќе официјално признавање дека сте протекторат, иако и такви луди идеи се слушале, прво тоа и по закон не е дозволено, зашто си обвинител треба да си државјанин. Се шегувам. Така знам дека се шегуваш. Да дајме под Кирија Македонија на Јапан 20 години. СЈО имаше СЈО веројатно ја прокоцка една од последните шанси за правна држава затоа што имаше факт на почетокот. Огромна поддршка, тргна вака доста агилно, а резултатите изостанаа, иако се во форма на пресуди и тука имаше многу мешање, така да. Меѓутоа потоа Катица се искорумпира и така натаму.
ја искорумпира. Дали потоа или но, добро, окей. Што мислиш за случајот пред бонусите на СЈО? Зошто те прашувам да се надоврзам на темава и бидејќи сметам лично ако ме прашаш мене, ако нели некој ме праша за мој став, дека тоа е една од работите со кои што треба новиот републички обвинител да се позанимава, ако за ништо друго, барем поради прашината што се дигна во јавноста со сведоштвата на Мустафа Хајрулахи, од друга страна има некои медиумско обвинителски конгломерати неофицијални кои што одат против таа теза и така натака. На крај на денот да се расчисти работата, дали е нужно и неопходно според тебе, имајќи предвид дека голем дел, не голем дел, сите, нема никој пензиониран, освен Катица која што е Да, сите се активни обвинители. Сите се активни обвинители и кулуарски до мене, ти си во системот, мислам, учествуваш во процесите, сигурно си чул нешто такво, дека се штитат меѓу себе тие, дека имаат влијание, се местат на позиции и така натака. Со меѓусебни лобирања. Дали меѓусебно лобираат или се штитат, не знам. Сега види фактот, дел од еден од обвинителите беше до вчера шеф на ОЈО Скопје, тоа не е тајна. Гаврил Бубевски, така е. Така е, има четворица кои што се виши обвинители, Фатиме, Бурим, Трајче, Артан, значи се така, значи тие се виши обвинители, не е сега тоа нели никаква не е позиција Гранапче е сепак така е. угледна позиција, а дали меѓу нив се штитат или како лоби или дали сум наслушал, зашто од малку одрекла казала. Океј, за предметот. Бегам, но во однос на бонусите на СЈО. Прво види, Тафо го сметам за пријател, сега веќе не е шеф на Вишо и можам слободно да кажам, значи Мустафа Хајрулахи. Мустафа Хајрулахи, да, значи го сметам за искрен пријател, дали во некој работи погрешил или не, тоа е сосема друга тема. Со мене имал секогаш најдобар можен однос, другарски и го сметам за другар и многу ми е жал што му се случи тоа што му се случи, затоа што сметам дека работеше добро од моја гледна точка. Но не е во правост, значи за мене бонусите на СЈО се завршена работа од проста причина што таму запна работата дали имале право на жалба или не ВМРО ДПМН како политичка партија, како подносител, затоа што и тука одговорот е не, затоа што по нашиве законски одредби жалба има само оштетеното лице, а ВМРО ДПМН таму беше пријавител, а не беше оштетено лице. Таму оштетен е буџетот, ако веќе треба да се говори, но ако сакаш и од морален аспект да го разгледуваме за бонусите на СЈО, не ги знам правилниците по кои што си делеле бонуси, треба да знаеш дека секој обвинител има 35% додатоци на плата поради ризик, и што е окей бидејќи работиш со ликови кои што не се баш најпријатни за, па има и закани, нели, и секакви работи, меѓутоа тогаш ако сакаш да се сведеме на шпекулација, се шпекулираше дека ти ги знаеш подобро бројките, не знам, по 90-100.000 евра. Да, не, скупно се, не знам, 4 милиони. 4 милиони но и дека јас околу 100%. Јас сите тие ми се колеги немам никаков проблем и новиот обвинител и кој год да го испита тоа до крај, па ако треба и да поднесе обвинение, секој сноси одговорност за својата работа. Што друго освен за ова се согласуваме, нели? Што би требало, какви први чекори би очекуваше од Ненад Савевски во насока на фамозното враќање на довербата на граѓаните кон правосудството, односно малтене јас тоа би го поедначил со враќање на довербата на граѓаните во државата, бидејќи ако немаш репрезент на државата нормално. Види, повеќе пати давав изјави денуве и две крупни работи кои што сега не дека го учиме нели ненот, но моето очекување се две крупни работи кои што треба да се направи. Прво да се финансиска стабилност и независност на обвинителството. Се случи една наводно наивна измена затоа што новиот закон за јавно обвинителство кој што треба да се сега е во процедура, да. Така, се усвои потреба од усвојување него. Но Венецијанската комисија го пофали, но таму имате одредба за финансии 0,5% од буџетот, што е нели сосема во ред, но сега во собрание е пуштен со малку поинаква навидум наивна измена која вели 0,4% од приходите, што се малку различни теми и доаѓа до де факто намалување. Кој ќе кажеме, во факт е дека правосудството во Македонија беше цел во последниот период на, за мене, недозволиви изјави на највисоките владени представници, дека не си ги заслужуваат платите, дека сакаат плата од 6.000 евра и така натаму, или дека имале плата од 4.000, никој нема 4.000 евра плата, нити пак 3.000 евра плата. Основна зборуваме, но
А проблемот е следен. Многу фали помошен кадар. Значи, тука е огромен проблем. Ако ти кажам дека во основно јавно обвинителство Струмица има една записничарка, тоа е недозволиво и неодржлива едноставно ситуација. Ја има 6 обвинители со кого попрво да работи, а сите истовремено сослушуваат, па си куцаат сами. Со AI сега. Значи, тоа е огромен проблем. Платите се релативно ниски, особено на помошниот кадар, па ќе ти кажам, значи, не работи обвинителот сам, сите го забраваме помошниот кадар, во ОЈО како еден стручен соработник зима 32-33 денари, додатоците не им се исплаќаат, знаеш како таму се долги работни сати и работиш исклучително опасни луѓе. Тука многу треба да се има напредок и нормално втората крупна работа е да биде резистентен на партиско политичко влијание, што воопшто нема да оди лесно, значи не говориме и само од власта, значи обид за влијанија, бизнис лобирања и така натаму, и она што мора да се направи е, види, неговата позиција е меѓу другото и менаџерска, во голем дел и менаџерска, значи мора да се доекипираат обвинителствата за да се скратат постапките. Види, кај нас многу пати ова сум го говорил, постои една недозволива симбиоза помеѓу судот и обвинителството. Многу често тие се доживуваат како едно ти исто, што е прво незаконски и не е така. Голем проблем е и академијата, поставеноста, се извинувам, на академијата на суди и јавни обвинители, затоа што треба да се поделат според мене. Не можеш да му убедиш дека Јанаки и Богдан ќе бидат колеги 2 години на академија, интензивно ќе се дружат, ќе одиме и по Мејани, ќе се дружиме, и кога ќе дојдеме, јас ќе бидам судија, ти обвинител, и сега јас нема да инклинирам према тебе кој што си ми другар, туку према некој адвокат кој што дошол, и тоа е голем проблем. И ова го говорам затоа што треба да се доекипира и да се работи на тоа да многу едноставно им се дозволува да си ги пробиваат роковите. Има рокови строги за истрага кои што редовно се пробиваат. Ние сме се бунеле во суд дека све мимо рокот за истрага што е прибрано е незаконски прибран доказ. Судот ти вели тоа не било апсолутен рок, па тогаш се постава прашањето зашто има рокови. Рок за предистрага е неправилно не целосно дефиниран во законот. И ако сега јас пријавам за неплаќање издршка и чекам 2 години за да излезам на суд за да може да се сработи предметот, тоа е предолго и тоа е една од најболните теми на кои што сметам дека прво треба да се обрати внимание, значи за доцната правда и неправда. Ако јас треба да чекам 3 години за да се покрене обвинение, тоа е веќе голем проблем. Колку е важна таа координација во субординација, мислам, со Скопското обвинителство као најголемо, со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кај што е се уште, мислам, Исламабад, Скопското доби нов Анел. Да, Анел Фидовски. Да, Фидовски. Види, секако дека верувам и дека нема да имаат проблем за соработка тука, они се и долгогодишни колеги, сега можеби со Ислам директно не, меѓутоа и двецата се гостиварчани. Да, така е. Ако не се слажам, така да сега сме под гостиварско лоби да се пошалиме. Јас сум одамна, јас сум женет за гостиварчанка, ама ќе видите значи, како сега е и убаво, медиумски, нели, се пуштаат пипците. Така да не види секако дека е важно, па ќе ти кажам, неговата улога како републички обвинител е во голема мера и менаџерска и верувам дека ќе се снајде. Значи, пак ќе ти кажам, имам големи очекувања, но бланко поддршка на никој. Да видиме времето како ќе покаже каде ќе бидеме за година дена од сега. Океј, ајде за притисокот од јавноста во правосудниот систем да зборуваме малку, бидејќи тој притисок од јавноста после ќе се надоврзиме на случајот Пулс, чисто да ти најавам, може и за 27 април и за било кој. Да, не. Но ете, јавноста сега ќе притиска резултати. Јас сум јавност, ти си јавност, нели? Сакаме да видиме нешто да се случи. Колку ќе биде под притисок новиот обвинител, ти и го познаваш и лично, да нели, можеби стварно има 100 пријави во фиоки сега. И сега ако отвори прво 5 од нив, нели не може сите 100, но 5 од нив ако отвори, ќе се јави опозицијата, ќе рече ВМРО-вците си наместија свој обвинител за прогон. Ова не е правда, ова е политички прогон. И тука повторно влегуваме во тој магичен круг на девалвирање на институциите и дерогирање на истите. Просто нема да има елан и полетност да тера напред. Дали е возможно да одолее
човек да биде професионалец до тоа ниво да каже извинете, иако јавноста можеби мисли вака или онака, а јавноста, нели, медиумите помагаат во креирање на таа слика. Социјалните мрежи во последниве години исто така на свој начин, но ако 10 портали решат да прават кампања или некој ги плати да прават што има кампања, често сега. може и PR текстови Јасно, нели? така. Легално да си плати, Јасно. не зборувам за други гранични форми, форми на граница на законот, може да биде сензибилизирана јавноста не во насока на правда, туку во насока на лов на вештерки или земање нечив скалп. Так. Мала ли држава сме за да имаме многу професионалци на тоа ниво, бидејќи еден сигурно не е доволен. Не е доволно обвинител да е со крстот на чело или председателите на судовите. Види, Како е во малите градчиња во Америка, не знам, лупам се. Прво ќе почнам околу ова што говори, значи ја многу не би се заморал што ќе каже опозицијата сегашна или претходна, затоа што факт е дека кај нас политичариве кога се на власт сакаат да ги уживаат сите бенефиции, кога се во опозиција тоа е секогаш политички прогон, никогаш не се огрешиле, така да околу тоа многу не би се оптоварувал. Види, по дефиниција и ние како адвокати и судијата и обвинител треба да бидеме оперирани од јавно мислење. Значи Тома Фила има кажано нешто што постојано го повторувам, дека судница место за емоција не е. Сега така е во книгите, во пракса не е баш секогаш така и за жал во последно време кај нас јавноста многу суди, значи тоа можеш да го видиш од секојдневно суди. Не, сакам да кажам дека се гледа дека влијанието, разбрав, влијае, дека се приемчиви и судиите и обвинителите на влијание. Јас мислам на мислењето на јавноста, никогаш порано не се случило, колку год да дое на нош на јавноста дете зборам син на некој кој што е полнолетен зел кола и направил белја, па и таткото да се гони, а тоа имало многу такви случаи. Зборувам нормално за Васо што беше што прегази Фросина, Бог да прости. Под притисок на јавноста се дигна тоа обвинение кое што за мене е неиздржано. Таткото на Малевски. И висината на казната, да збориме, по мене под притисок на јавноста, не можам да грешам душа, не дека е незаслужена, значи имаше милион пропусти и јас... Таткото на Вања што пројде, на крај беше ослободен. На крај беше ослободен од вина, а беше исто така расчеречуван. Добро, таа не е правосилна пресуда, има жалба за тоа, треба да видиме. Ајде, ако не... Види, таму имаше еден скандалозен случај на ослободителна пресуда, обвинителката бараше продолжување на притвор, што е хорор. Меѓутоа, ете са, тоа е што е. Така да, јавноста кај нас суди, а види, и во малите градчиња е така. Меѓутоа, и во малите американски градчиња е така. Таму системот е малку поинаков, затоа што суди по рота, меѓутоа таму има право повисокиот суд по барање на една од странките да делегира надлежност, ако има и кај нас право, меѓутоа кај нас таму ако се смета дека не може да добијат фер судење. Не знам, во Харлем, каде што се не знам повеќето црнци се случило, белци полицајци добијат црнец, имаше таков еден многу познат случај да бараат делегирање, сметаа дека порота од 11 црнци, дека сигурно ќе ги осуди врз основа на предрасуда. И кај нас постои можност да се бара делегирање од повисокиот суд на друг суд, тоа не се користи доволно често, а и причините не се... Друго е кога професионален судија суди, не може да биде така лесно манипулиран. Случајот со убиената Вања го спомнав, бидејќи таму државата излезе, односно министерот за внатрешни со квалификации за таткото, после влезе, нели? Да. Секој емотивно реагира нормално, нели? Не може да си дозволи министерот. Не, зборувам за луѓето на социјалните мрежи. Нели слушаш грозна конструкција дека таткото на некој начин бил вмешан во она што на крај завршува. Не, беше шпекулацијата дека им кажал рута кога се излегува и кога излага и каде оди за да може да грабне. И сега ај што човекот изгубил дете што не знам колку бил. Види и таа присутен да слуша се носи цел живот, нормално, ќе остане до крај, нели? Така е, спасомнеш имало не. Види, јас многу пати сум го критикувал презумцијата на невиност, не само тоа, и по повод тој случај однесувањето на екс-министерот Спасовски, затоа што ќе ти не само тоа, ќе те потсетам и дека тој бараше да се забрани легално формирана политичка партија десна на Палевичко. Ја можам да имам најнегативно можно мислење, но
тројца членови на десна не го направиле ни во име на партијата, никако дел од политичка програма. Те разбирам, да. Направиле глупости, тој бараше нејзино забранување и Палевски нормално дека го користеше тоа во својата одбрана и сигурно ќе го користи и за надвор за од Страсбург да смета дека е. Мислам дека кога се бореше против екстрадицијата во Турција, Тоа е како тоа го во користеше, Србија дека- после Џинџиш убиството кога ги утредента им ги рушеа со динамит некои од куките на така. Сега ме ти кажам дека тоа однесување беше скандалозно благо кажано и не сме да си дозволи, и тоа не беше прв пат, ќе те вратам и на случајот Ламбе Алабаковски кога го запали бугарскиот фашистички клуб во Битола, една изјава која што тогаш ја коментира, вели полицијата ќе бара притвор за Ламбе. За да замачкаме очи на бугарите. А полицијата не е таа која што бара притвор. Али за да има наслови, нели, во бугарските медиуми дека еве Македонија. Или за да глуми добрата вила. Види, тогаш се водеше сосема погрешна политика во тој дел, не требаше никогаш да се дозволи тој клуб да биде отворен. Апсолутно мене ме праша еден за интервју за бугарска нека новинска агенција, ме праша еден новинар дали ти го оправдуваш, не секако дека го осудувам со Огин нема играње, но чинот на протест го оправдувам, може требаше да им ги искаши прозорите. Разбирам. Случајот Пулс го спомнувам од неколку причини. Прво е во тек, нели, има таму веќе се извадија, се вкрстија мечевите, ако воопшто може да се каже жаргонски така. Од друга страна, на 16 март, значи за 4 дена е една година од случувањата. Колку според тебе има реално шанса да видиме, но еве ти низ твоја призма, нешто што ќе биде најблиско до некаква правда и правдина во тој случај, мајќи ги предвид габаритноста на обвинението, сите забелешки што ги поставуваат и одбраната и стручната фела во однос на тоа. Од друга страна, сега ги ставаме тука и емоциите, тука се и родителите кои што нели загуба што не може да се надомести, нели, тие би сакале децата да им се живи. Сега бидејќи тоа е невозможно, секојаш ќе притискат и ќе добиваат и симпатија од јавноста. И судијата што ќе суди тешко многу тешко ќе му биде да донесе пресуда која што можеби е за некои позиции или за некои обвинети, можеби е убеден во незината исправност, но нема да може да ја донесе баш по тој начин. Тој предмет е многу жестокостен, тоа верувам дека никој не сакал да го суди, сега тоа е што е, кога ќе се падне по акмисла некој мора да се суди. Не можете да избегате од тоа. Многу пати сум го критикувал тоа обвинение и сега да не испадне дека пукаме по мртов германец, но повторно го наоѓам за многу виновен државниот обвинител Коцевски, затоа што тогаш се обидуваше да се додворува на тогаш новата владеачка гарнитура. Тоа барем е мојот впечаток. Поради што? Поради кој потез? Се надеваше можеби дека политички ќе преживее, иако му беше многу јасно посочено дека ќе биде сменет. И сега знаеш како ние можеме да зборуваме дека е тоа погрешно, да секогаш кога доаѓа нова политичка гарнитура дека една од првите работи што прави го менува државниот обвинител, но факт е дека јавен обвинител се станува со политичка поддршка, мислам, тоа е тоа. И тој политичката поддршка на ВМРО-ДПМН не ја уживаше од сам старт. Правилна беше одлуката тогаш на премиерот и на владата да остава да заврши истрагата, но тој веројатно се обидуваше да се додвори на таков начин, еве за 3 месеци ќе се заврши истрагата, што е прекраток период за такава обемна истрага, а тој го правдаше тоа со дека мора да се поднесе притвор пред да истечат. Мора да се поднесе обвинение пред да истечат 4 месеци притвор. Не баре притвор единствена, ти си паталец, не е притвор единствена мерка за обезбедување, значи постојат и други мерки. Многу пати сум ја критикувал прешироката и неодржливост на обвинението во институтот соизвршителство. Проста дефиниција за соизвршителство дека е заедно секој со сопствен допринос учествува во извршување на делото. И тоа не може да биде временски 12 години разлика. Значи, јас и ти сега влегуваме и крадеме во една куќа, тоа го правиме заедно сега на време, место и начин како се вика продолжено дело? Опиша, не, тоа се вика соизвршителство затоа што или да не знам, јас и ти заедно извршиме убиство, јас чекам во колата, ти влагаш, значи тоа е опфатено со нашата умисла, пукаш во некоја жена и после влагаш, бегаме заедно. Проста логика. Мојот допринос е дека бегаме во и го возам во Ако јас сум ти издал дозвола за пиштол
заобиколувајќи законски Ја норми. И ти разбирам. после 10 години убиеш човек, не можеш за тоа јас не да можам да за одговараш. Туку треба да одговараш. соучесништво. Меѓутоа гледај се, тука се направи проценка, претпоставувам и тоа верувај ми дека ако го сваќаат како критика, дека никој од обвинителите што го застапуваат предметот не ми замеруваат затоа што знаат дека ова што го зборуваме е така. Добро. Тие многу добро знаат дека таму има други дела, подкуп, незаконито влијание, несовесно работење, меѓутоа тие се застарени одамна и сега за да се смири јавноста, повторно на што зборуваме дека јавноста суди, се оди со вака прешироко обвинение кое што за повисоките судови мора да биде проблем, затоа што денеска имаше еден од колегите дека Државен завод за спасување и заштита не е инспекција за да може да влага по кафулиња и да контролира. Нормално, првична гарнитура, значи собственик, управител, тие се секако обвинети да почитуваме презумпција на невиност, но ќе видиме многу тешко ќе оди затоа што емоциите се високи, се дозволи на почетокот, не знам и како се случи да се дозволи физичкото, значи физичка блискост да се колнат децава на бранителиве, треба да се разбере дека прво секој има право на одбрана и сега колку год звучи клише, секој е невин додека не се докаже спротивното. Знаеш како глупо е да кажам, ама бидејќи сега сум со тебе во емисија, тргни од себе. Како ти си се чувствувал кога си бил во дупка, значи во затвор и во куќен притвор, зашто многу мина го тривилизираат куќниот притвор. Да, те ставам 9 месеци у 50 квадрати седи, па ќе видиме дали ќе се побудалиш. Нормално дека е подобро шутка. Ева за ковид кога беше 3 дена во карантина. Имено. И сакам да ти кажам како ти си се чувствувал сега да ти речат, ама сега знаеш на обвинителна клупа си па готово виновен си. Тоа не е клише воопшто. Не, бидејќи има испореди. И 27 април може да се подели на 8 други обвиненија. Ако реално и рационално се анализира. Злоупотреба на, тоест полицајци одговараат тоа се форми на злоупотреба, насилство, учество во толпа и така натаму. Да. Но исто беше во едно такво обемно и пројде до највисок суд, што е пројде до највисок суд. И што тебе тоа ти говори за Драган тогаш беше убеден. Драган Пешевски. Пешевски не знам од каде го црпеше својот оптимизам дека на Врховен ќе падне предметот. Јас пак му зборев дека е наивен и дека додека таа политичка гарнитура на власт тоа нема да се случи, бидејќи ќе трпат огромна политичка штета. Ќе видиме што ќе каже Страсбург. И околу пулс уште една две околности. Ајде, може ли на крај да испадне дека мртвите не може да се бранат и дека голем дел од вината ќе биде препишан на на членовите на ДНК. Види, тоа е секогаш е така, дали има одговорност, сега се утврдуваат околу прскалките, нели, кој ги донел, кој ги палел, дали тие биле, затоа што види постојат и прскалки кои што се така наречено ладно прскање, кои што не може да запалат, нелесно се пука по мртов германец. Швајцарија имаше за жал исто трагедија, многу слична. Со многу постесенет круг на обвинети. Дури човек газдите двајца, управителот и толку. Да, и Никелнерката што ги носи неа го притворија, па го пуштија во куќен ли како беше? Не го пуштија со гаранција. Италија отиде до таму да го повлече привремено својот амбасадор во знак на протест, дека меѓутоа види, Швајцарија е правна држава. Таму сметаа дека гаранцијата е најсоодветна за обезбедување, кај нас се оди со притвор до смрт. Не ќе да злоупотребувам, ја во овој момент имам 4 дечки кои што се од 24 до 28 години, кои што се 6 месеци во притвор, за кои што јавниот обвинител во ОЈО ти вели дека срцето ќе се скинало ако дала согласност за да излезат од притвор со гаранција. Со гаранција $500,000 дава, двајца се во притвор, двајца не се. $500,000 даваме гаранција, не се согласуваат. Апелациониот суд си го препишува буквално образложението на така беше емотивно кажано. Така да тоа е правна држава каде што притворот се користи како последна, а не како прва мерка, кај нас е малку обратно. Каков е тој случај со твоите притвореници? Случајот е организирана група за продажба на дрога, тоа нормално дека група звучи, ние негираме вина. Така се вика обвинение. Да, ние негираме вина и на тоа имаме полно право, а на крајот на денот и да се виновни. Сите четворица се неосудувани, значи и се на возрасти, кажувам, од 24 до 28 Колкава количина? Години. Нема количина и тоа е многу интересно. Вага најде? Вага не е фатена кај никој, најдена е надвор и кај еден од оние што се во групата е најдено килограм канабис и 150
грама кокаин. Ние негираме, винаги ќе видиме што ќе каже судот, меѓутоа пак ти кажам, ја не негираме, ќе се судиме, а ако не осудат, јас дали ќе се согласам со тоа, мора да го прифатиме, но притворот кај нас се злоупотребува. Плюс нели се активни се тие алките за во куќа? Не, се уште не се, Се уште не сме се активирале, иако имаше, тие се најавуваат Богдан од 2015. Знам, ама сега нели Пандов со оптимизам зборуваше дека брзо ќе Па биде. еве да бидеме оптимисти дека до пролет ќе бидат активни, затоа што јас прифаќам дека еве и гаранција и дополнително како алка дека е сосема доволно за да се обезбеди еден осомничен. Па Или обвинет. да не подсетувам постојано, но на 27 април имаше случај кога не пуштија во куќен после не знам, Ченто го вратија од Ченто и да и Чавков исто знаеш кога го вратија? па се докаже дека е со лажен Со исказ. лажни белешки, да. Да. А овако Има белешка од АНБ, најпросто. да. А АНБ белешката ја кажал келнерот во извесен хотел кој што слушнал разговор од некој. Проверка никаква, нула. Никаква, да. Но, окей. Навивам за тие алки, бидејќи да луѓе не треба да престојуваат во онакви услови од каде што на таа обвинителка ќе се скршело срцето ако ги пушти во куќен притвор овие лица. Но на тема притвор, право, правдина и така натака, исто така не е наједноставен на свет, или па можеби е многу едноставен случајот со Артан Груби. Не е едноставен за обвинителот кој што предложил куќен притвор, предпоставувам. Ти како гледаш на тие нешта? Морам резервирано да ти кажам зашто сум на тој предмет. Застапувам еден од осомничените кој што не треба да биде осомничен, кој што е таму тотален маргиналец. И чисто за пример ќе ти кажам дека првично кога беа апсењава беше ставо дека треба да се оди и за нив со притвор. Са пази избега Артан, избега Перпарин. И сега ќе го удриме. И сега да притвор. Ја викам дајте малце прикочете да не претерувате малку. Се прво не е окей да овие избега, не избега, а да го јадат овие што се маргиналци. Имаше разум тука во обвинителство, морам да бидам искрен, се отиде со мерки на обезбедување под кој што се уште емо од властодавец и морам да бидам резервиран во Добро, но не материјално за случајот. Но види, Бејќи ти бурно реагираш, јас бурно реагирав. Јас реагирам на двојните аршини. Имаш Именно. Артан Груби кој што е со неспорна политичка моќ, а да не се лажеме и финансии има на располагање, затоа што 20 години беше власт во држава и беше на многу моќна фигура. Соседите му давале коли. Така, да. Пријателите го возеа на Косово. Да. Многу моќна фигура, кој што од бегство добива куќен притвор, а од друга страна имаш ситуација на 24 годишен човек кој што не сака обвинителот да се согласи дека треба да излезе со гаранција, внимавај добро, со гаранција, пола милион евра, све што има неговиве ставија под гаранција, заложија и немаш. Така да јас многу реагирам на тоа, на тој двоен начин и ја тоа што сум го кажал, ја ќе го исполнам. Во суд знаа дека знам да бидам многу лут, ја и ќе се соблечам гол ако треба, затоа што веќе не можам да трпам, да, ми не е само тој предмет, да не ги набројувам Пуцко, не знам, во Битола овој, значи, секогаш кога се финансиски и политички многу мокни во прашање, секогаш се наоѓаат некои кривини. За Пуцко беше образложението првично кога го ставија во куќен дека он имал фамилија, и овие имаат фамилија, кој нема фамилија, така сите со фамилија, па имал фирма која што требало да ја води. Од друга страна ја имав предмет кај што одговараме се уште за илегално организирање на покер, што е кривично дело, мада да ги прашаш странките мои беа шокирани кога, значи притвор, многу беа поразумни во кривичен совет, па ги укина голем дел од притворите по жалба. И сега да ти кажам, тој двоен аршин на обвинителството и судот за притвор изборувам во определување на притвори, значи на финансиски и политички мокни и на обични смртници е, значи, евидентен и е видлив од небо. Така да, во тој дел види, исто така не треба да се случи можноста дека има одреден договор, пазар, меѓу тоа дека Груби треба да пропее некои други личности, што за мене не е толку веројатно, затоа што знаеш, тој е малтене врвот на пирамидата. Над него во Дуи бил само еден човек, нема потреба го именуваме, сите знаеме за кој се работи и сега може да има договор со обвинителството, може да има договор со власта, има многу шпекулации, повторно времето ќе покаже. Колку тие институти, механизми за пазарење со обвинетите, знам дека постојат, ги пишува во законот, но може ли да се откаже некој од пазарот
иако може би бил договорен. Зборувам бидејќи јавноста не тоа се реагираше добро неформални и договори. кога ги фатија врховниот судија Наке ли се викаше? Така, наќе да. Така. И поранешниот омбудсман Така, да. Иџет Мемети. Иџет, да. Немаше процес, нели? Се одеше со признавање, си добија казни какви што си. Не, види, прво Иџет не ни доби, Иџет доби условна. Условна доби. А другиот доби 3 години затвор, што воопшто не е случајно. Се избегна процесот кај што можеби, нели, ако не, тие беа под... Не, види, не се ајде, јас согласуваш. сум за... Не е тоа проблем, спогодба е институт кој што треба да се користи, меѓутоа ако зборуваме за казните, прво условна казна за човек кој што така се огрешил, за мене е тој многу поголем криминалец од еве може глупиве деца што ја ги застапувам што се подложнале за паричка ако се виновни, ако се виновни. Ја не ти велам ако ги осудат, виновни се, тоа ќе си одлежат. Меѓутоа млади деца што се подложени на паричка, овој е возрастен човек кој што бил цел живот на функција и многу добро знае што прави. И казната од 3 години затвор воопшто не е случајна, тоа да го знаеш, затоа што Ќе си лежи на во Струмица. море. Не, туку ги лежиш во Струмица, каде што е од отворен шегувам. тип, Да, каде да. што е од затвор од отворен Се тип. лежиш каде и што е. во Охрид покрај езеро, нели? Сега го сменија малце законот за во Струга, кај што може само за кривични дела од небрежност, инаку тоа беше многу злоупотребувано. Така да факт е дека тој тип на двојни аршини постојат, многу се спомнува кај нас тоа, ајмаку да го демистифицираме ако дозволиш 30 секунди. Повели. Околу ова со кебапиве, со 100 кебапи што Не мој прв случај, јас го знам. 3 Но, години, окей. 3 години, да. Значи и не се само кебапи украдени. Да. Меѓутоа знаеш са тоа лепи Како символ, да. тоа лепи на- и е многу символично и вака мислам индикативно дека ете тоа е 100 кебапи се 3 години затвора. Да, бидејќи кога ќе оставиш во контекст на тоа како системот ги третира одредени мокници и како го третира обичниот Стото човек. дело му беше на човекот, затоа е и осуден на 3 Знам, години затвор. знам. Тоа е. 100 пати го пуштале, Така, да, и на крај, го знам, да. аман тебе не ти доаѓа памете, сега имало и кебапи во последниот. Да, јасно и тоа лепи вака. Мислиш ли дека судејќи еве по искуството на Бугарија, кој што и ден денес мака мачи со Мафијашка состојбите, со држава. мафијашите во државата, точно така, и оценките од Европа за состојбата во бугарското правосудство не се нешто посјајни од нашето чувство не се воопшто. за нашето правосудство, дека со следење на тие реформски агенди и така натака бенчмаркови на патот према Европска Унија, дека може да се деси чудо или па треба да се случи нешто друго тука. Цело време зборуваме и за тоа како јавноста реагира. Не знам, треба ли меѓу себе да се учиме како треба да се однесуваме во тој однос што мора да е двосмерен, институција, граѓани, институција. Значи да си поклониме доверба во одредени прилики, не априори да се отфикаруваат разни Прво, опции немој за околу подобрување. Бугарија, немој никогаш да забориш Бугарија буквално поради нејзината геополитичка состојба и географска положба Да влезе во ЕУ од политички на сила беше втерана, на мускули беше втерана На брза во трака. Унија и со многу пониски оценки од Романија. Тоа да го не знаеш, сум тоа го можеш знаел. слободно да го Фала провериш, ти, со ќе многу проверам. пониски оценки од Романија. И Романија не е некоја сјајна држава, меѓутоа тоа се деси, Лаураков беше и стварно заглавија многу заглави луѓе, мислам заглави ги судеше доста функционери и со многу пониски оценки влегоа на сила, за да сега доживееме, мене тоа многу ми пречи и ме боли, да сега за меѓунационални односи или за малцински права или за правна држава ние треба да трпиме лекции од држава која е помалку или повеќе мафијашка, која што и биле замрзнати европски фондови поради крадење на европските фондови, така да не знам колку ти е најсоодветен компаративен пример Бугарија. Па, имено, затоа и ја посочив. Романија, ако сакаш, во Романија се забрани на учество на председателски избори на кандидат. Зашо користел TikTok? Зашо користел Ги манипулирал изборите преку TikTok, сите користат социјални мрежи. Во Франција, за да ја расширам малку. Патен беше фаворит. Да ја растегнам армониката на Марин Лепен и се забрани исто така, односно и не знам какво обвинение ја осудија и сега не може да се кандидира. 7 години не може. Казните, најмногу казни во просек, мислам по глава на жител за ставови изнесени на Facebook има Велика Британија. Така да. Се забранува Russia Today. Јас
сум тотален антифан на Владимир Путин. Само зборувам за факти. Така. Russia Today се забранува. И во Македонија е забранета, зашто ние не смееме да знаеме Значи, која е руската пропаганда, само една пропаганда треба да гледам. А Само остати кои вредности ги Today, бркаме. значи Достоевски го забранува Точно. и Имаше во Чехов и не знам. Кај беше последно Лебедово езеро, мислам дека Устари и Украина го менуваше името на својата Тоа се глупости, опера и балет. уметност и култура се Од една Чајковски категорија која што не треба може да е да. заштитена од таков тип на влијанија. Види, довербата во институциите ќе настра многу време за да се подобри. Јас не сум некој генерално оптимист. Сега не сакам да бидам нихилист, значи да го тоа се е црно, меѓутоа не сум некој оптимист дека тоа ќе се подобри. Ја имав Дафина на подкаст. Како си последен пат. помина со Дафина? Супер поминавме. Исто така трпев за фрканци од другарите дека сум се ученил во ВМРО што нема да се случи никогаш. Меѓутоа, ајде, се теа се наши интерни шали, ние ги сум навикнати, си се зафркаваме меѓу себе. А сега ме ти кажам, таа е исто нели оптимист дека мораме дека оваа генерација, јас не сум генерално оптимист. Од друга страна па и морам да бидам, сум останал тука да живеам, имам две деца, времето ќе покаже. Ако конкретно зборуваме за темава, сум резервиран за темава републички јавен обвинител, како што ти кажа, сум резервиран оптимист, па на колегата Савевски да ме очара или да ме разочара. И на почетокот спомна, трпам критики од другари што поддржав Савевски, сега за Дафина исто те зезале. Зашто постои таа стигма да си кај тебе? Не, прво поради не што сум си адвокат или не, да имаш политичка афилијација? Немам политичка афилијација и тоа сум го докажал милион пати, значи можеби сум единствен адвокат кој што во овие година и пол ги критикува за мене недозволивите изјави на премиер, на министер за финансии да на таков начин го Во однос на критикува на судството и така натаму. Меѓутоа, знаеш, кај нас многу се гледаат црно-бело на работи, така јас сега гостувам кај тебе. Така, сега сум нели на ВМРО, ако одам на друго место сум просета сам, не знам, некој и коментираше така, демек сега ќе одиш кај Богдан и кај Лју Златев да ни правиш пропаганда и така натаму и така натаму. Не сум бил никогаш цензуриран и конкретно од телевизијава не сум бил цензуриран. Зашто? И со многу пати сум гостувал, еве ќе спомнам и Паула Костадиновска. И баш тоа се зафркаваме цело време, викам ако ме скратиш, викам ќе видиш, вика цело киде, вика кажи што сакаш, значи нема зашто, така да ја у принцип не сум имал проблем. Слобода на говор е слобода на секој говор. Апсолутно. Освен говорот на омраза. Ајде да слетуваме полека, времето ни е уште малку време имаме на располагање. Ја пофали се, нели, бидејќи си ВМРО-вец, биди до крај работата на Агенцијата за национална безбедност и МВР во однос на спроведување на постапка против конкретно Виктор Стојанов и некој друг од Скопје, некој лице за не пропаганда ширење од нашите источни соседи, нема проблем. Не, тоа е кривично дело. Но она што го правеле, ширење на нетрпеливост, национална расна врска, значи посебно кривично дело 394 или нумерички не е ни битно. И не пофали. Сметаш дека има случај таму? Сметам дека е исправно. Нема не тужат во ЕУ да речат вето не тужат слободно, значи види, повеќе пати кажав дека е конечно време нашите безбедносни агенции малце да се позанимаваат со таков со својата работа, со бугарското разузнавање кое што ровари, а не со белешки за лажни белешки за притвори. И со превземање фирми како што беше во минатото, значи бугарското разузнавање ровари во Македонија, креира случаеви каде што ги нема, обугарува освестени бугари кои што види случајно имаат проблеми со законот, значи како се викаше, те молам потсети што беше директор, што беше на ВМРО, што беше во ВМРО, па на ВМРО НП беше портпарол, Ване Трендафилов, не. Ване Цветанов. Ване Цветанов на 55 години се освестил, он читал дека после мислам се врати во стадото. Не сум видел тоа и било многу интересно. Па имаше крици на Facebook како не знам тоа са на бугарски вика демек на булгарските бизнисмени не им пука за нас дека никој не му давал работа. Мислам, знаеш како тоа се многу учени и нашаво се делат се прави пропаганда, се дели пасоши на македонци во Албанија, значи нашите безбедносни агенции мора да си фатат да си работата и ова е еден од начините. И последно да не си непрашан, Билка активна е, што се случува?
Многу сме пасивни. Прво, еуфоријата и политичката волја многу спласна. Второ, ќе ти кажам, не дека се правдам, Билка е неспецифична и невладина какво што јас сметам дека треба да биде. Ние не сме професионални NGO-аши, значи не живееме од Билка, грантови што има. да. Така е, значи сите оснивачи бевме 7, па останавме 5, сме значи работиме, јас сум адвокат, Џон е музичар, Ангел е фотограф, не знае глава, така е моје. Ивана има студио за физиотерапија, плюс е мајка, има 2 деца, са не знам. Значи сестра ми исто така работи HR. Тука сме многу пасивни, се мислевме годинава дали ќе го правевме после повеќе години кон Феслани, помина супер, имаше надпревар во рулање, се мисливме годинава дали го правиме, нити време, нити нерви, нити ресурси имаме и сме многу пасивизирани во тој дел. Мислам, живуркаме тук таму со некои активности, меѓутоа тоа е недоволно затоа што главното е лобирање за легислативни промени. Реално сметам дека со оваа политичка гарнитура нема такво расположение, а според мене треба да има. Јас сум про легализација. од Не конзумирам, не сум, ама една од зошто не најконзервативните, види во легализирано? Португалија од кога се случи декриминализацијата, имаше супер позитивни промени и неколку конзервативни влади се сменија, па не им ни текна на крај памет тоа да го променат. Дали овие екзибиции кои што можеби ги правеле незаконски некои компании во онаа жетва на собирање лиценци за одледување марихуана и сега нели истрага и во Србија и во Македонија за можен криминал со таа марихуана негативно влијае во општеството. Негативно влијае кога се во прашање и вашите легитимни барања за легализација. Негативно влијае кај јавната перцепција, инаку тоа види, тој криминал е дозволен од државата, тоа е минуван, тоа е намерно оставено без контрола, без никаква контрола. Меѓу луѓе кои што се бават со криминал, кои ги застапувам, имаше за фраканција дека е најпопуларна марихуана е така наречена заевка, значи кои што доаѓаат од сериозно да имаше и име дури. Знаеш како што има стрейнови скан КК47, значи имаше и заевка кој што се беше македонски производ. Така тоа беше намерно оставено да виде, да се работи на големо, значи на црно да продаваат и угушија една приказна која има што е сериозен потенцијал и се уште има. Се извини, но размислувам кои се ефектите на заевка, дуваш и викаш додека диша. Додека го дишам во македонски воздух, името нема да го менувам. Јанаки, благодарам на одвоеното време. Мислам дека не ја изневеривме јавноста и очекувањата, дека ќе имаме динамичен, добар разговор. Се гледаме следна прилика, дали кај мене, дали кај тебе. Да, ти благодарам на поканата уште. Јанаки Митровски, адвокат и не подкастер, водител, новинар. Ако сакаш се едно сосем. Но секогаш искрен и отворен човек без влакна на јазикот. Не мора да се согласувате со него, но секогаш е добро да се разговара, бидејќи тој знае да разговара. Луѓе кои што не разговараат, не може никогаш да се разберат. Ви благодарам што останавте со нас до самиот крај. Се гледаме утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледайте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ Македонија, главата горе и внимавајте со заевката да не ви улета вака на дневна мени. Чао.